Да, и благодариме на нашата Сузана Мицева, која што ни ја долови сликата за тоа како функционира велосипедизмот и генерално велосипедските патеки кои што се и во Струмица, и се радуваме што ите покрај Скопје и другите градови се ангажираат и се залагаат за тие здрави велонавики и за нудење на еден подруг алтернативен начин на движење и функционирање во градовите, а да не е тоа нели со автомобил, со цел нели да се намали и загадувањето. А она што ни следува во продолжение е всушност и вклучувањето со Филип Спасевски. Се обидовме пред 15 на минути да го добиеме неуспешно, но во овој момент го лоцираме во неговиот дом. Веруваме дека е турбулентно утрово. Филип, добро утро. Добро утро. Да, баш турбулентно се успавме сите. Сега се прза за школа и за градинка со деца. Добро, нема тогаш многу од времето да одземаме. Дека одземаме. секој утро така турбулентно, така е сега во брзање, во хаосите се спремаме. Кој на работа, кој во школа, Значи ова кој беше во градинка. буквално будење. Буквално утренско будење. Не слушнал телефона. Филип, ако ништо друго, барем сте поспале малку, така? Малку повеќе. Не баш. Имаме едно и полугодишно бебе кој што стана во 12 вчера вечерта. Аха, и? Така и 4 сата, така да не сме баш поспани, ама добро. Добро. Сте паметат овие работи, така е? Да, трето е и сме навикнати дека. Да, добро е што ние денеска бевме вашиот аларм, фамилиарен, и што еве малку подоцна, но сепак успешно се спојуваме на еден ваков за да начин. стигнеме во школа и во градинка со Малија. Така. Да. Филип, веројатно сопругата ќе се погрижи за тоа. Ние ќе ти одземаме само неколку минути, се разбира, во овој дел или во нашето утринско будење, да позборуваме за она што е актуелно, за она кое што се случува денес и кое што се разбира го очекуваат буквално сите, бидејќи знаеме дека фудбалски фанови кај нас има многу, но и оние кои што можеби и помалку се заинтересирани, како велиме, за втората најважната споредна работа во светот, или тоа е фудбалот, веројатно исто така ќе сакаат да учествуваат во денеска во тој спортски хуман дух. Па ајде малку се разбира и околу тоа кое што е повод за ваквото утренско будење, но ќе имаме и можност во следните минути за твоите активности како фудбалски тренер. Така, веројатно се збори за надпреварот Црвена звезда. Да, Црвена звезда и Вардар, да. Да, тоа е еден хуманитарен надпревар за трагедијата за настраданите во Кочани. Значи, до сега, како што разбрав, има распродадено скоро над 20.000 влезници, што е доста голема бројка за македонски услови. Тоа покажува дека народот, како народ, е доста хуман. А плюс тоа ќе се навратат на времето од Југославија, каде што таа Вардар и Звезда беше едно големо дерби, каде што секој викенд се полнеше стадионот и тие постарите љубители на фудбалот може ќе се потсетат малце на тие времења. Да. Овие помладите ќе видат и ќе осетат како е атмосфера, како е полн стадион. Посебно тие што се вклучени во фудбалот. Така е. Филип, ти си тренер на млади дечиња, надежни идни фудбалски таленти. Верувам дека и за нив, со оглед на тоа што денес ќе одите во голема бројка на стадион, верувам дека и за нив е посебно, ќе биде посебно доживување вечерашниот надпревар. Како младите го доживуваат ова некогашно дерби? Па, не се свесни, значи, кој е дерби Вардар Звезда, вечерва ќе станат свесни. Например, голем број, околу 50 на дечиња и родители од нашата фудбалска академија ќе одат вечерва на стадион. Сите купивме карта за изблок на исто место, значи договорени сме да одиме заедно, така организирано. И мислам дека ќе биде убаво, ќе осетат таа атмосфера и ќе уште повеќе ќе се заљубат во фудбалот. Најавени се... Поздрав, кој е ова? Ова е Сандро, голгетерот. Поздрав, Сандро. Се спремаш за во училиште? Да. Да. Супер. Заби. Тато за брзо ќе го пуштиме. Филип, ајде се малку... Не, сами веќе се големи одат сами. Добро. На која возраст се тие? 8 години. Ама училиштето ни одма тука близко, така да... Добро. Треба да бидат самостојни, така е. Да. Филип, најавени се и бројни фудбалски звезди.
Па можеме, ако нешто знаеш и околу тоа, да ни кажеш можеби кој од нив од некогашните или играчи на ФК Црвена звезда доаѓа денеска во Скопје, поточно на вечерашниот надпревар. Па не сум сигурен, сигурно ќе бидат Дарко Панчев или Најдовски кои што ставиат трак во таа шампионска титула која освоја во Европа. За другите не сум сигурен, не знам, значи меѓутоа предпоставам дека би мало од тоа време каде што освои Црвена звезда титула европски шампион, значи во Европа, дека ќе има некој од тие од таа генерација, меѓутоа не сум запознат искрено да кажам. Така да, се пишува по медиумите, најавени се бројни звезди, така што веројатно и како што спомени ти младите фудбалери денеска ќе дознаат за значајноста на овој фудбалски надпревар вечерва, кој што порано нели важел за значајно дерби во фудбалот. Само уште некоја минута, Филип, со оглед на тоа што се подготвувате за училиште, за градинка, за работни обврски. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Раздвижени, размрдани од Каде е најмалото, само да прашаме и мама? Најмалото спијат. Значи сите спијав, значи петорицата спиевме. Јас нити телефон сум слушнал, среќен што се јавивте, не дека закаснав. Добро, Филип, кажи ни вообичаено како ви започнуваат утрото, вака интересно е секое утро? Се доцни некогаш во училиште или не? Видете, јас како бивши спортист цело време пробав да бидам на време. Значи тоа доцнењето не е професионално и било нешто што многу ме нервира. Од кога сме вака сега 5-члено семејство, сватив дека многу често доцниме дека не можеме да се спремиме на време. Значи сакале некеле ќе се успие, некој ќе сака сега чека ми ходи во веќе, сега ми се јаде, сега ми се чека да се пресоблечам. И многу често сега пробувам тоа да го намалиме, меѓутоа многу често доцниме. Да, а на добро оправдани околности се тоа, веројатно токму поради сите тие работи ќе се согласат оние кои што имаат и дечиња и на таа возраст горе-долу нели во тие денови или во тој период кога навистина тоа е така малку потурбулентно. А она кое што исто е добро да го Пример, ноќеска во 8:30 заспа бебето, си викаме супер, таман ќе си поспиеме. Стана во 12 до 4 саат, не скокаше на глава, не штипеше, не кубеше, сакал некај мораше да збудам. Да, и затоа сега спие така. Сега му се Кога спие. сите треба да се другите функционални. Да. Филип, само уште нешто во однос на она кое што ти го работиш, што разбира како фудбалски тренер и она кое ние постојано тука и знаеме да го отвориме како тема, а тоа е физичката активност, дури и рекреативна за најмладите или од мали нозе. Знаеме дека кај нас децата навистина, ако не знаат доволно помладите за нели овие фудбалери на Црвена звезда, рековме можеби малку повеќе ќе дознаат и во овој период или конкретно можеби и денес, сигурно знаат за светските фудбалери кои што се нивни идоли и го засакуваат и фудбалот на тој начин, па веројатно има и голем интерес како фудбалски тренер, што би кажал во оваа насока или за практикување на фудбалот како спорт, да речеме од помала возраст. Па дефинитивно дека фудбалот како спорт ако се практикува од најмала возраст, дека има бенефит за сите деца, значи било кој спорт. Било кој спорт, сега зборуваме за фудбалот, бидејќи од спортовите најпопуларен кај нас меѓу младите, значи најголем број се запишуваат, ќе ги развијат моторичките способности, ќе ги развијат, ќе се научат на некои здрави навики, на некој ред, на некоја дисциплина. Физичката активност нормално ќе им го изгради телото, значи да изградат правилно тело, значи да се развијат како што треба, да створат некои другарства преку дека фудбалот е колективен спорт, значи да створат некои другарства. Јас имам примери многу тука, зашто сум бил и претходни со поголеми генерации кои што веќе се полнолетни деца, кои што се биле од 8-9 години, кои што се дружат до ден денес. Гледам дека и во мојата академија тука има стварно искрени другарства, се дружат надвор од теренот, се дружат и во училиште, се дружат и на улица, се дружат и на тренинг. И
И тоа е нешто што ќе му остане за секогаш. Така е, Филип, не само вас што се шеташе, дали проверуваше дали децата се спремни или... Децата ме за тоа и ми лета мислите зашто јас зборев, деца ме прашува кај ми се патиките, дај ни пари за школа во исто време и не разбират дека зборам и дека ми одлетува мисла да и јас зборам он по мене и за тоа се тргав од него за да Не, многу е супер што ни ја тоа. пренесуваш атмосферата, затоа што во многу домови е така. Само уште едно прашање и толку. Кафето има ли важен дел во овие рани утрински часови за тебе? Како што може да видиме. Чи јас не ми почнува денот, например, пред да испијам едно кафе. Морам прво станам и кафе пијам, после тоа се останато сега. Еве сега ќе си го правам кафето зашто се успех уште го немам направено. Така да чекам да затвориме, да станам да си направам едно кафе и да ми почне денот. Добро, Мене ми Филип. почна веќе денот, ама тотално дефокусирани на расонет и Како и да е, ти благодариме многу. Стварно добро будење. Да. Ти благодариме многу за ова твое вклучување. Се надеваме нема да ни замериш што малку те пробудивме на овој начин. Беше Не интересно. ми направите услуга, ќе закаснам. Добро, и нас ни е тогаш драго, што нема да задоцните. Фала многу. Убаво да си поминете вечерва на надпреварот и да ги поканеме уште еднаш сите гледачи да дојдат со оглед на тоа што е навистина едно некогашно дербево прашање, ќе има многу звезди и ќе биде едно вистинско фудбалско уживање, а со оглед на тоа што и од хуманитарен карактер, така што верувам дека треба сите да кои што се во можност да дојдат и да бидат дел од вечерашниот надпревар. Така ги покануваме ние сите љубители на фудбалот и останати луѓе да дојдат на овој надпревар, бидејќи пред се од хуманитарен карактер, а покрај тоа ќе видат и ќе осетат како е да се игра пред полн стадион и како е да има полни трибини, зашто кај нас е тоа реткост, така да стварно ќе биде едно ново искуство, посебно за младите спортисти. Одлично, ти благодариме, Филип. Сега можеш да го пиеш утринското кафе, ако децата ти да на училиште, Фала бебето многу. спие, времето е твое. Така е. Фала многу. Пријатно. Поздрав, уживај во текот на денот.